Ние како форум на жени на Социјалдемократскиот сојуз со силна поддршка од нашето партиско родово сензитивно раководство бевме иницијаторки на сите чекори за унапредување на женските права и родовата еднаквост во нашата држава. Ние сме иницијаторки и заложнички за еднакви можности за сите. Ние се боривме против рушење на стереотипите за жената и можностите за жената. Сакаме преку нашето делување да придонесеме во градење на едно сосема ново гледање на жената, како модерна, образована, способна жена да се соочи со сите предизвици на модерното време и професијата со која што работи. Ниту е толку тешко, ниту е толку недостижно, како што на прв поглед може би изгледало досега, дотогаш, и како што може би одредени сега сфери во општеството се обидуваат да наметнат дека одредени професии, одредени раководни позиции, како што и ти пред малку говореше, се исклучиво резервирани за мажите, дека ние жените по природа на нештата биолошки сме понежни, помеки и дека напросто не можеме да се носиме со такви предизвици, еве да кажеме како што е раководење на Совет на општина Куманово, највисокиот представнички дом во општината. Мислам дека тоа и на почетокот ми беше јасно, со таа цел воопшто и влегов во процесот да се кандидирам, да се наметнам првин како да бидам носителка на листа на мојата политичка партија, а потоа кога ја освоивме повторно убедливо власта на локално ниво и да бидам прва жена председателка на Советот на општина Куманово во историјата на политичкото делување досега. Ми представува особена чест и гордост, огромна гордост, што токму ете мене ми се падна таа чест, јас да бидам прва што ќе ги разбие тие бариери, дека и во сферата на политиката, ако досега имавме исто така лево од мене имаме една другарка која го разби митот дека не можеме да имаме на пример пак жена председателка на политичка партија. Имавме и предходно, меѓутоа таа беше времен управител. Времено беше поставена, мажите ја ставија само времено да раководи, а нашата другарка Снежана Захариева, која сега ја знаеме во друга улога, исто успешна улога како директорка, раководителка на болницата во Куманово, беше првата жена, на пример, што беше председателка на огранок на нашата политичка партија на Социјалдемократскиот сојуз, и некако сметам дека логично дојде следниот чекор да имаме и жена председателка на Советот.